Здраво, другари, добре дојдете во нашиот нов влог. Моментално патуваме на кај Прилеп. Ова е Ивона која јаде на здравје, нека ја не може да збори, така да ја ќе го најавам влогот. Со нас е Христијан, валјда не му смета што го снимаме. Идеме на Пивофест викендов, така што ова ќе се вика као што гледате по насловот веројатно, ако не се случи нешто поинтересно па да ставиме кликбейт. Ќе се вика Пивофестовски влог, ако тоа општо има некаква смисла. Ќе ви снимаме што ќе правиме у Прилеп, ќе ви снимаме дел од концертиве што ќе се дешаваат, ако смееме ради копирајт, се гледаме после кога ќе се дешава нешто интересно, сега само да најавиме дека нешто снимаме. После 2 сати пат стигнавме у Прилеп. Ивона носи куфер за 2 дена. Јас сум жив испотен и едва чекам да се сместиме за да можам да се пресоблечам. Времево е топ, ќе не послужи очигледно, така што ете ќе ви се јавиме после како ќе се сместиме. Дечко, ајде на твој кревет. Ајде ти си на твој кревет. Мрде! Ајде! Сметаш ми. Ајде, отскакај до твој кревет. Скакај! Ова мала е го камен, врне. Ова дома не го правите. Или по апартманите кај што си. Колку филмско запазете. Приколно пати под живога човека. Ова мала е го камен. И другари, еве неколку часа подоцна, неколку минути, појма немам колку е сат, кога стигнавме што правиме. Почна да врне, да. Тужна судбина. Лепо. Окс. У најавата на влогот ви кажав дека денот е прекрасен, дека времето ќе не послужи. Меѓутоа што се случи, влеговме у собата и за неполн час почна да врне, да растура, да грми, да цве. Така што одлучивме да го предизвикаме сонцето и убавото време на начин што ќе се спремиме за да излеземе. Се гледаме после. Јас само да ви јавам дека престана да врне и излеговме да се шеткаме. Чао! Завршивме со кафе, со храна, со све. Престана дождот, што искрено ме радува. Сега ние ќе си седеме на скаричка во локалните. Не јадеме ништо од тоа, нема врска. Али пиеме пиво, затоа сме овде. Марио пие пиво. Ивона пие вечето джин. Тражиме некој маркет, по можност кам бесплатна реклама. Да купиме джин, тоа е таа. Како се снаоѓате по градот? Со вака. Се движеме и уште не го пронајдовме кам. Уште 190 метри, на крај гледаш дека нема. Натаму. Се гледа дека не сме од тука. Не. Намам. Еф. Брат. Не, ајде на друга страна. Ајде лети на кров. 2 hours later. Ева да. Еј, можеме да си купиме банане, знаеш? Бевме, купивме нешто, јас земав и за јадење. Тоа е за вечера, банани и некои глупости. Ивона иско се купи некои јаткасти плодови. Она не може да пуши. Поминавме покрај теретана и види нешто. И доволно ви е тоа, мислам. Ништо, ние само тоа да ви јавиме дека завршивме со пазарење. Сега до душе не сме завршили, идеме до друга продавница да купиме вода. Затоа што ја искрено не знам дали у Прилеп вода од чешма се пие. Еве не зауставија некој девојчиња кој вика по нас. Застанавме да се сликаме со нив, иако не личиме на ништо. Hello! Како се викате? Јас сум Ања. Ја не мене. Матеја. Мила. Завршивме со сликање и стварно се пресладки. Поздрав еве за сите вас, валјда ќе го гледате оваа влогче. Ние уште пешачиме иначе. Денеска изгубивме 1500 калории. Внесовме 300. Леле, ја буквално немам внесено калории. Сега јадев. Ивона е на шејкови, така да... Ивона се удира на Така да, ние сме денеска у минус со калории. Ние нема потребен да одиме, нас може на раце да не носи. Се сеќавате ли на влогот од кај Давид кога се враќавме и Марио пешке? Зима беше и баравме со санки да не онака да направат ски центар. Се сакаме дефинитивно горе
Не може да има Жичара. снег по улицава, буквално, значи картон и Да. на картон до доле. Цркнавме. Али убаво, убаво. Не, топ е. Све среќа па не толку жешко. Мислам дека сме веќе тука на Раскрсницава и стигнавме, се гледаме од домче. Другари, се вративме ние у ова, како се вика, апартманче во интернатот, немам појма кај сме спестени. Земавме пиење, да се загрееме малце пред вечерашниот концерт на Цеца. Секи исколираме некој сат, два, три, појма немам, ќе се истушираме, ќе се спремиме и идеме да говориме. Прилеп е наш вечерван. Значи не ми мерише вчерапчиња. Замислите кој левел сме стигнати, нели тоа би мириса? Имаме еден сериозен проблем. Ова наше одаиште има само едно веце на цел спрат. Нема да го коментирам како изгледа, али у суштина не се заклучува. И сега треба ние да идеме да се тушираме у оние такви кабини кои немаат врати. Ништо И нема. треба низ ходник да правиме голи. Ај сега да не ви покажам. Треба да правиме голи. Па не сме голи него тие крпички. Да. И сега... Да. И сега што правиме? И сега ние ще се идем у веце, али пошто нема да носиме телефон да ви се снимаме, мислам, нямаме ни намера да ви се снимаме како се тушираме, сакаме само да ви известиме дека ќе идеме да се тушираме. Ето чисто еден мал апдейт. 15 minutes later. Другари, Значи нема другари. еве сме после туширање, имаме искуство. Значи никад више. Мамсе. Значи, чекай да ви објаснам една ситуација. Имаме туш, го знаете она туш, ама од тушот го нема, ја нема рачка. Нема тушот. Ја нема рачката, има само црево. И вака оди го. И има две кабини, вака едната друга, али врати нема. А не се заклучуваат главните врати на веце. Мислиш дека ќе ти влезе некој манијак? Ја гол, Ивона гола. Еде окупање. И ова се цревото мене испрска, јас се цревото не ја испрска, па беше идејата. Да не миеме коси. Не миеме коси, затоа што прани са бајле. Али нема вез, така имаме некој искуство кое веројатно Никогаш не го заборавиме. и нема се повтори. Нема, ќе смрдам, ама не се туширам. 3 дена оприле, па го чуете дека смрди. Ако чуете. Ако нешто ви смрди, знаете дека сме ја Ивона, поздрав. Да, ми избриши га столче. Бе, како да ги избриш столче? Се скрпу Бог Да, малце не да сам упие, мале. ќе се усмрди. Треба спиемо тој вечер. Нема да сти. И си риба. Јас ке горда ли си? Собава е каша попара. 1 hour later. Брат, нешто не е окей се шминк. Што не окей? Сега ти покажеш. Што ме зашминко? Сам Кој ме зове? Што се човек ќе направи за стори? Ја коригирав конечно шминката. Вака од прилика изгледаме, се упатуваме кон центарот на градот Прилеп. Вечерва пее Цеца, веќе тоа 100 пати го кажавме. се гледаме Ајде, после. посакајте ни леп провод, се надевам дека ќе успееме нешто да ви снимаме на концертот, ако не ви снимаме, Нормално. онда знаете дека добро сме си поминали. 3, 2, 1, go! Марио, ладно не ми отвара. Пица за бајле. Ние се станахме. Ја као нешто детокс вршам на лице и на тело, ама и 2 животи да сум на детокс. Не знам кај си наоѓа. Нема да можам да се исчистам. Да, Марио не знае кај се наоѓа, уште се така освестуваме. Јас сам ти живи доказ. Она е кралица, значи каков концерт вчера направи. Си викам, окей, уште ли ќе пее, таман, кога ќе помислам дали уште ќе пее, она најтешката песна од врв. Значи, немаше песна која што не ми отпеа што ја сакав, така да Цеца го гледаш ова. Да, она субскрайбер ли е? Лайкри, да. Главном тоа, ние ќе идеме малку да се осветиме, па ќе ви кажеме после што ќе се случува.
Чао. Ден 2 се упативме надоле пак и треба да правиме фотосесија кај кучкава сега. Само е за кучкава, не одадъгани. Не, ја не се осеќам дека сум недодъгава. Ситуацијава е следна, идеме да пиеме кафенце, Па после ќе идемо да кафана. идеме да е некој ручек. Вечер има исто концерт на Нокаут, поема немам кој. Ке Нокаут дојде од Кајле. Стефан, со него се слушнав, се дружиме валјда со нив. И Антонио 78% ми кажа дека ќе дојде, така да видиме дали тие Така да денес ќе бидеме 20 YouTube ситуација. дали тие 22% ќе победат Антонио и дали ќе дојдеш. Углавном ќе ве носиме со нас и ќе видите што се случува. Бај! Не следони мои слики за Инстаграм. Кутичкава тука била нешто непојма заштитена и не сме можеле да правиме Забраните сликање. забраното сликање, ама Кратки црчи. окей, ја сакам Аз слика. вчера збори, така да ништо. Сори, бат јебига. И другари, еве сме седнавме у некој локал за храна, не знам, Ивона, мислам дека ништо ви нема снимано од ресторанот. Ја снимав само храната, не ви снимав кога дојавме, така што завршивме со ручекот, се најадовме бајаги, беше убаво. Да, станиме да пробува храна, не знам како се вика, би ги пофалил, ама Сега ќе ти кажам. Дел Посто. Дел Посто, да. Вајде така се чита, Дел Посто. Одличен локал, одлична храна, така што и услуга супер, мислам, не се спори, не се нешто некултурни, така што ете една бесплатна пофалба од наша страна. Ке ви се јавиме после кога нешто ќе се дешава, увек така викам кога сакам да завршам еден дел од видеото. Сега ќе прошетаме, ќе идеме до маркет, да купиме нешто што ни треба за пиење, јадење и такви ствари. Завршивме со јадење. До нареден Добро, да не ден. биде само пиење, лошо ќе звучи. После ќе идеме на пиофест. Така да ја. Тоа е тоа. Ици е умут, не постојам. Ај стани, Ици, дореден, стави си пурда. Ајде, стани. Стани, не може друго. Стани. Ајде. Ајде, нови љубавни рафали. Не толку рафаливно. Другари, одамна ви се немаме јавено, затоа што се тушировме. Вона почна да се спрема да се шминка, ја сурфам по интернет, гледам што има на Инстаграм, на Фейсбук, баму, даму. Моментално е нека 6, немам појма колку е сат. Чекаме да дојде Антонио. Нека 8:30 треба се најдеме со Марко, Стефан, Кике, Иван и останата екипа која е со нив. Ки спомениме валјда окей, со тоа што програмата вечера малку се пооскудна од вчера и утре, али е сепак квалитетна. Владко Стефановски, Фрајле, Нокаут, пред нив е The Hounds. Ќе ви снимаме пак што таму ќе се случува. Се надам дека ќе биде интересно, само да ве апдейтирам дека почнавме да се спремаме. Драги гледачи, дека снимаме влог. И најдов момент кај што Ивона вчера се шминкаше малце под действие на алкохол. Овде ќе ви ставам пак да видите зашто станаме. Леле, ау. Луѓе, јас сум за циркус. Бе, не е подейства на алкохол, не сум била. Леле, много е смешно. Леле, црна беше. Стигна Антонио. Океј, другари, се спремивме, кај да ќе излагаме 8 и неколку минути е. 8:15. Семе која ќе бидем у центар валјда или у спат, или не знам ако се дешава нешто интересантно. Ај, чао. Добре, Антонио, не знам што пре Антонио. Има копирайт музика, тоа е доволно за да изслушам влогот. Ај, чао. Моментално настапуваат The Hounds. ние ги чекаме да се појават останативе и ете ќе ви снимаме кога ќе бидеме пред вина, кога нешто ќе се дешава, музиче и така натаму. И така натаму се само да ве апдейтираме, да ви кажеме дека сме излекли. When the tears come streaming
Браво. А како беше да прска? Прска? Ајде, молам те, пукни го. Една супер вест. Многу ми се може. Моча. Многу ми се моча. Окей. Тргме на мочаме, сега ќе ви снимаме туторијал како се може. Како се може на отворено. Лагате, значи, у првото сокача што постои, барате кај што нема луѓе и се мочате у некој двор, како да ви кажам. И тоа е тоа. Ништо. Значи, прв заврши Стефан. Леле. Па завршив ја, па Антонио, па Иван. Ти си моја пеперуња. Додавме у тој. Ајде да видам што кој ќе јаде. У еден за бајле. Ајде кика да те видам. Добро, Марко е слаб до душе. Он може да јаде што сака. Опа, Цаки! А Цаки, motherfuck. Цаки ги спичка сите. Hello. Окей, слушам утре. Трябва да си ти добре да в во третиот ден од... Третиот ден? Да, третиот дефинитивно и вајда последен. Трети последен ден во Прилеп и денеска не знам што ќе случи, ама еве сум и ја. Ако не знаете ја кој сум, јас сум Мартин. Мило ми е. Ако не знаете, Марио не сте го боци. Не бе, нека не ми... Он е многу интелигентен денес. Јас сум многу интелигентен. Се прашува, денеска ми постави прашање, а Ивона, бе, знаеш кој го си мислил телефонот, знаеш кој е измислил флашата? И он дошол во Прилеп и му се вратила интелигенцијата, така да доти во Прилеп се враќа интелигенција. Значи, углавно Марио ништо не кажа, ама Марио нема меморија и од сега ќе водам влог. Станавме вчера, погледнавте како беше, што беше, зошто беше и како беше. Ние са Бајлево одлучивме дека сакаме да останеме и денес одиме доле да платиме уште еден вечер и тоа сега краток апдейт што се случи. Одлучивме нели да останеме уште една вечер и Марио нема чорапи. Дојдовме на пазар да си купи чорапи, така да видите, уствари јутјуберите кога ќе ви кажат дека се облечени 350 евро, уствари имаат 100 денари чорапчиња на себе. Ние стигнавме на местото кај што вчера јадевме. Абе, гај сте! Дефинитивно штом се враќаме Дали сте добри? текот на 24 часа 2 пати. Тоа е тоа. Абе, што правите? Другари, еве да ме видите малци мене, иако не сум баш за гледање, ми треба кафе, ми треба да се освестам и после ќе ви влогаме малце поинтензивно. Вчера си поминавме супер, се дружевме, пиевме, пеевме, се правихме, ќе се чуеме после. Код вчера истото јадење. Да. Леговме, јадевме, пиевме, се одиме да се најдеме со Ксенија од Прилеп да пиеме кафе. Тоа е тоа. Сега мислам дека ќе се разделиме со Мартин, само да ве апдейтирам. Што се случува, се слушаме. Чао! Седнавме у некој клуб кафиќ, се вика Калипсо. Прекрасно, стварно, амбиентов е феноменален. Да, со нас и Ксенија иначе. Say hello. Hello. Како си? С Ксенија само што сподели со нас дека NVM изгледа на сите видеа. И значи тоа е тоа. Така. Еве и ова ќе си го види. Значи, драги гледачи, Марио има проблем со Инстаграмот. Марио има проблем со животот. Марио си е изгубило бетката, без да нема кај му е. Марио, што правеше вчера? Си го скршил полночот за телефон. Марио, што правеше вчера? Штекерот, све. Марио, што правеше вчера? Ај, чут. Многу слабо се јавувавме денеска, па сакам само да ве апдейтирам дека се спремивме да одиме на последната вечер од Пивофест, а вечерва е Сирилик, да го доживееме онака на отворено. Сме били ја и Ивона неколку пати на негови настапи клубски, меѓутоа никогаш не сме го слушале надвор, па претпоставувам дека ќе биде лудница, идеме повторно со истата екипа, така што е, да ќе се поминеме вајда убаво како што се поминавме вчера, ќе ви се јавиме кога ќе се случува нешто интересно на лице место долу. Ајде, чу. Гумна да једеш. Ти срцето ми го воскреснуваш. Сега љубовта е моја религија.
postojan, da ljubam i da postojam. Poštovani prijatelji, mi smo izašli iz našeg apartmana. Uplatihме концентrat на градот Прилеп. Последен ден, много ми е жал. Къде ще се одржава последния Чувствувам ден? дека е много хубаво. Cyrillic in the house, това вече ви го кажа. Овде има една продавница за кафези, која ја поминавме едно 165 пати дори сме у Прилеп и одлучив дека ако Ивона се напие, ќе ја захвачам у кафес и така ќе ја носам на пиво фест. За празник, не, ја пијам, не пијам. Ajde zaljubi se u moje oči, to mi se dopada. Ден 4, ама нема дефинитивно да останеме, не се договоривме, не се секирете. Спремни сме. Марио дуву позадина нешто со цевчиња. Чекаме да дојде Марко и Стефан по нас. Се договоривме вчера дека заедно ќе сидаме. Еве, куферите се спремни. На крај излезе дека целиот куфер што го носам со мене го искористив, така да носете си секогаш вишок, не знаете колку дена ќе останете. Главно вчера беше прејака журка, најбав ден дефинитивно. И баш ми е криво што онака завршуваш со нетрен 20 дена. Од мене толку. Фала што го гледавте овој влог. Не заборавајте да се претплатите на нашиот канал, да го лајкнете ова видео. И тоа е тоа. Аха.